За утре е најавен протест за состојбата со покривот во училиштето Петар Мусе. Што се случува со овој повеќе месечен или можеби повеќе од една година трае проблемот со реконструкцијата на покривот? Има реакции и од вас како советници, но и од граѓаните дека реконструкцијата е целосно промашена. Меѓутоа, каква одговорност има, да речеме, надзорниот орган кој што требало да ја следи реконструкцијата и изведбата од страна на изведувачот? Вака сега да тргнеме од почеток. Значи, нараѓена беше реконструкција на кровната површина на основното училиште Петар Мусев од страна на Министерството за образование и наука, своевремено каде што беше министер Мила Царовска. Истиот тој проект без ДДВ кошти околу 10,5 милиони, со ДДВ 12 милиони денари за кровна површина од 1500 метри квадратни. После 14 месеци, бидејќи ние баравме повеќе пати да влеземе во увид, да видиме што се случува, како се извршуваат работите, имавме најави уште пред 8 Зошто месеци. вие, кога треба да има орган кој што е надзор на самата работа? Доколку прочачкате дефинитивно по тендерите, ќе видите дека скоро се истите фирми се изведувачи и скоро се истите фирми се надзорни. Вршат надзор. Но тие треба да понесат одговорност за она што се прави и работата за која што се најмени. Точно така. Значи, уште пред 8 месеци јас реагирав за истото, кога директорот беше присутен на седница и беше побарано од него да издействува се што треба да се направи, беше потикнато вештачење, кое вештачење веќе имам дојава дека е завршено и дека е на 4 листа, замислете, вештачењето во кое што. Значи, ова е од допрен глас до мене, најверојатно ќе го добијам денови вештачењето во кое што е наведено дека околу 80.000 евра штета на кровот е проценета за само 14 месеци од кога е завршена реконструкцијата. Ако коштела 180.000, не ако, туку коштеше 180.000 евра реконструкцијата на кровот, после 14 месеци има 80.000 евра штета. И не знам што правеле, едноставно при вчерашниот увид кој што го извршивме како советници, јас како советник, тоа беше, јас сум лаик за градежни работи, но по фамилијата имам доста градежници, па знам што е добро и што е лошо. Бевме директно на увид, повикавме и други архитекти чисто за консултација и едноставно доколку денес и на седница ќе се разговара, ако се обелодени тоа, јас мислам дека таму има огромна злоупотреба на парични средства. Целосната реконструкција не е ни приближно, не е во износот кој што е платен, напротив, според проценката на архитектите кои што беа со нас, таа реконструкција коштала некаде половина од паричните средства кои што беа платени. Ако земете предвид дека беа 180.000 евра. Добро, што вели директорот на училиштето за состојбата? Директорот беше видно загрешен. Вчера прв пат и беше искрен и ни достави дополнителни материјали на увид. За сега немаме ги добиено писмено, но тие имаат опомена од државниот санитарен и здравствен инспекторат дека ќе ги затворат бидејќи не ги исполнуваат основните услови за одржување на настава, а тоа е процентот на влага се движи околу 60% и доколку надмине 67% веќе училиштето треба да се затвори. Дали се калкулира примерењето или не знаеме ние, но еве нека е толку, ама тоа се ужасни услови, таму мириса на мувла, таму има влага. Добро, а што е со изведувачот и со надзорот? Со изведувачот и со... Дали има покренато постапка за одговорност за завршената работа? До сега нема ништо покренато.
До сега нема ништо покренато, буквално за никаква одговорност не се повикани, едноставно се чекаше вештачењето, па да видиме што тоа не чини, нели, во самата постапка на изведување на градежните работи и кој тоа таму погрешил. Дали може да го видите веќе вештачењето, ќе биде ли приложено денес на седницата на Советот на општина Богданци? Денес ќе бараме од градоначалникот дефинитивно на седница, се надевам дека и тој ќе го обелодени, бидејќи притисокот е и врз него, и извршен е веќе технички прием, каде што се потпишани и министерот и министерката поранешна Мила Царовска и градоначалникот, како бидејќи училиштето сепак основаче општината сега се пренесени. Колку ученици учат во тоа основно училиште од прилика? 400. 400 ученици, последните информации се дека голем дел од тие деца што заболуваат од различни белодробни заболувања, едноставно не може да функционираат. Не може да одат на училиште, некои 2 дена одат и потоа остануваат на боледување. Околу изведувачот и надзорот ќе треба да утврдиме после вештачењето каде е грешката. Иако јас мислам дека уште пред 8 месеци го напоменав тоа дека самата грешка е при надзорот на основниот проект за изведба. Значи тоа е тотално промашен проект и тука мислам дека тој човек ќе одговара, тој што го одобрил проектот за изведба, бидејќи се потоа по моето познавање и по разгледување на договорот за реконструкција и планот и сите тие работи, се потоа е извршено. Да. Михаел, уште едно кратко прашање. Најавен е протест за утре. Родителите, предпоставувам, нели, ќе бидат дел од протестот покрај другите загрижени граѓани. Кои се барањата? Барањата се итна санација на кровната површина. Значи, тоа го бараше наставничкиот совет од нас вчерашниот ден. Веднаш да се издвојат средства од општината, се со цел да се санира проблемот, бидејќи ова агонија нема крај. Но јас верувам дека ние како совет тоа ќе го направиме, да. Меѓутоа мора прво да ги завршиме сите тие работи кои што треба да ни го дадат одговорот зошто ова се случи. Зошто Петар Мусев е во ваква состојба после реконструкција на кров кој чини 10 милиони денари. Значи, прво тие одговори да ги добиеме, да видиме со изведувачот, да видиме со надзорот, зошто ова ни се случи и тогаш да бараме решение ние како општина, иако навистина тоа ќе биде големо финансиско оптеретување за општината, да го решава тој проблем. Веднаш јас истражував околу изведувачот. Изведувачот е добитник на повеќе од 2 милиони евра во изминатите 3 години од Министерството во Република Македонија, баш за овие проекти. И не знаеме како ја завршиле работата на другите проекти, но и тоа ќе го испрашаме дефинитивно. Ќе излистаме се и некој ќе одговара за ова, заради тоа што јас таму дете не би пратил да оди на училиште. Протестот утре ќе биде токму поради тоа, бидејќи наставниците не се служуваат да се одржува настава во тие простории. Исто така, од трудовата инспекција е констатирано дека е загрозена безбедноста и здравјето на вработените. И имаат на крајот на декември имаат извршено тие увид и им имаат дадено 1 месец рок да ги санираат сите тие работи, во спротивно и тие се закануваат дека ќе го затворат училиштето.